Министре, прво сакам да ви заблагодарам за времето што го одвоите за ова интервју. Значи би почнале од минималната плата, да речеме како едно од најактуелните прашања. Се очекува нели седница на економско-социјалниот совет, рекоа дека ќе биде во почетокот на март. Што очекувате со оглед и на најавите на синдикалците дека ако евентуално, да речеме, не се најде никое решение, се најавуваат и дури блокади во март? Да, ви благодарам за поканата. А, Точно е дека е најактуелна тема е, но јас би го додал изборот дека и најполитизирана тема е за минималната плата, поради тоа што во Економски социјален совет имаме и многу други теми кои што се исто така многу важни што треба да ги третираме. Јас тука би кажал за вас и за јавноста дека во 2 март ќе имаме нареден ниот Економски социјален совет, каде што имаме направено дневен ред што ќе се дискутира и други точки кои што се побитни. Што се поврзува со минималната плата, платите треба да растат. Пошто многу пати лошо се разбираме, но тој раст треба да биде од реален економски раст. Треба да биде од растот на продуктивноста, од растот на инвестициите, значи да оди растот во една страна одржливо, а на другата страна да немаме зголемување на инфлацијата. Градиме еден систем каде што ќе обезбедиме трајно зголемување на животниот стандард на граѓаните. Ова влада, како што еве и вие ги следите работите што ги правиме, 1,5 година работиме на суштинско подобрување на системот, подобрување на законските решења кои што се во областа на економија за да имаме стабилно зголемување и на животниот стандард на граѓаните и на платите. Како земја што сакаме да бидеме членка на Европска унија, мора да работиме, за да имаме стабилни институции. Но После тоа, значи, ќе создава кога ќе се зголемува продуктивноста, кога ќе се зголемуваат инвестициите, кога ќе имаме стабилни институции, ќе создава одржливи работни места и после тоа ќе имаме и зголемување на платите. владата значи го, да речеме, останува на ставот дека ќе поддржи секакво решение што ќе договорат двете страни. Дали очекувате решение сега и што ако евентуално не се постигне решение и овој? Ние од почеток сме кажале дека сме за диалог, не бегаме од диалогот, нели? Синдикатите бараат минималната плата да биде 600 евра. Ние сме го докажале со наши аргументи што се релевантни од институциите, податоците што ги земеме и сме го покажале дека сме за договор. Изминатиот период постигнавме договор со вработените во јавниот сектор. Скоро 11.000 вработени ќе земат поголеми плати. Во наредните 3 години ќе имат скоро 40% зголемување на платите до крајот на нашиот мандат. Нема да обврзуваме друга влада во нареден период да има долгови кај што ние ќе ги договориме сега. Сме ги зголемиле платите и во образование. Сме ги зголемиле платите и во здравство, во полиција, во Министерство за одбрана исто така. Значи, со овој крајниот договор што го достигнавме со еден дел од синдикатите, ние со вработените во јавниот сектор сме го постигнале таа цел за да се зголемат платите и да може вработените да работат достоинство. Но во однос на приватниот сектор, ние не може да се вмешаме таму, да им речеме на стопанството, вие треба да ги зголемите платите. Тие треба меѓу себе да се договарат каква и одлука оние да ја земат, ние сме таму да им помогнаме на двете страни. Оти пак ние не сме на средина, ги го следиме, например, стопанството го следи интересот на компаниите, синдикатот на вработените. А ние како влада треба да го имаме во предвид и стопанството, и вработените, и сите граѓани во нашата држава. Треба да работиме во делот на инфлацијата, да биде во стабилна. Месецот што помина, месец јануари, податоците од Државен завод за статистика покажа дека имаме намалување на инфлација за 0,7%. Што се однесува врз минималната плата, имаме една формула која е на сила
поради тоа што сме на крај на месец февруари и податоците веќе се извадени од Државен завод за статистика, идниот месец ќе биде објавено, најверојатно ќе биде зголемувана минималната плата околу 1600 денари нето, зборувам. Од оваа година, за оваа година што ни доаѓа, тоа е законско решение каде што се утврдени сите страни од Економски и социјален совет. Синдикатите потпиша за оваа формула, потпиша работодавачите, исто така и владата. Критиките што ги имаме од опозицијата порано кога беа оние на власт покажа дека оваа формула е системско решение и дека е најатрактивна и најинтересна и дека со оваа формула имаме и од европските земји каде што го практикуваат оваа формула. Сега одеднаш не чини оваа формула, не може да ги разбереме. Министре, се донесе законот за платите на функционери, за платите за функционери се во чии рамки е предвидено корекција на коефициент. Значи опозицијата на седницата обвинуваше за популизм. Дали е ова популизам или може ли малку? Во спротивно, да, исто како и вие, јас го гледав предлогот од пратениците што излезе во собрание и како министер за економија и труд, значи ги поддржувам ја поддржувам ова иницијатива за намалување на платите на функционерите, односно наименуваните лица и сметам дека во овој период приоритет ни се да биде стабилност, да имаме стабилност во јавните приходи, поради во јавните финансии. И средствата треба да бидат насочени кон таму каде што е најпотребно, кон граѓаните. Во изминатиот период имаме најголем јавен долг што е направено од минатата власт. Ние се соочуваме со сите овие проблеми со празен буџет и така натаму, да не ги бројам поред проблемите со кои што се соочуваме и што сакаме да ги спроведеме така како што треба, да ги ставиме на стабилно ниво. Согласно овие измени што ќе се направат, ќе се намали коефициентот на функционерите, каде што намалувањето на платите ќе изнесува од 10.000 до 13.000 денари. Испраќаме јасна порака. Одговорноста треба да започнува од нас. Работиме за зголемување на минималната плата, работиме за поддршка на стопанство, односно на компаниите, со многу мерки за да ги зголемат платите во вработените што ги имаат во нивните компании и ова треба да подразбира дека треба да го постигнеме оваа цел и функционерите треба да дадат од себе, односно ги намалуваме платите од 10 до 13.000 денари. Министре, објавена е веќе синдикалната потрошувачка кошничка, знаете, за февруари. Ја чекаме prosечната кошничка, што изготвува владата, што треба барем да изготви, но во согласност нели со работка со работодавачите и синдикатите. До каде е prosечната кошничка, кога може да се очекува и дали ќе биде помало и ако да, колку од синдикалната? Многу пати е зборувано за ова за синдикалната кошничка од синдикатите, минималната синдикална кошничка од синдикатите и сме ги кажале нашите забелешки што ги имаме кај нивната кошничка поради тоа што на пример оние ги објавуваат податоците 10 дена пред да завршува месецот. Други забелешки имаме дека ги земат најскапите цени од прехранбените производи, значи не ги земат во предвид да ги прават да ги земат податоците од 10 да речеме маркети и да ја земат просечната цена или најевтината цена како што оние ја нарекуваат синдикална кошничка и што исто така таму е стаено кај таа синдикална кошничка е стаено трошоци за кирија. Според пописот што е направен во 2021 година, 90% од населението, нашето население живее во сопствен дом. Исто така и некои производи што во временски период не се употребени, не се употребуваат од граѓаните, така да ние сме ја изготвиле една просечна потрошувачка кошничка, таа е дадена во Економски и социјален совет, е дадена кај сите членови во Економски и социјален совет и чекаме нивни забелешки, нивни предлози што оние би даделе придонес во
ова потрошувачка просечна кошничка. До сега, за жал, не сме имале уште некој предлог од еден од овие трипартитен диалог од еден од овие членови. Во ова седница што ќе го имаме на 2 март ќе го доставам пак како точка на дневен ред, за да го дискутираме и на крај ќе ја финализираме и ќе биде објавена пред јавноста институционална потрошувачка кошничка која ќе се базира на реалните податоци каде што ги земаме од релевантните институции. Не да имаме некоја потрошувачка кошничка која е направена од некој професор или од некои луѓе што не се релевантни, односно не се верувани од институциите. Кога според Проверени од институциите, Така. Кога извинете. според вас може да се очекува евентуално најрано? Па ако во 2 март кога ќе имаме седница, ако имаме таму забелешки, нормално дека треба да се повлекуваме, да ги гледаме, да ги анализираме. Ако имаме предлози, и тие треба да ги анализираме и во наредната седница ќе биде објавена за јавноста и ќе продолжиме со пресметување на потрошувачката просечна кошничка која е релевантна и доверлива за јавноста. Да не им ставаме магла на граѓаните, туку реално да знаат колку им чини или колку треба да имат пари за едно семејство, 4-члено семејство да има пари за еден месец да ја помине. Би сакала сега малку да подборуваме за законот за нефер трговски практики. Имавме некои резултати до сега, беа објавени нели. Но можете ли да ни кажете има ли некои новости сега повторно низ бројки и колку реално има ефекти, како речем, колку ние како граѓани тоа можеме да го воочиме? Законот за забрана на нефер трговски практики во зинџерот за снабдување за прехранени производи веќе се применува повеќе од една година. Знаеме дека овој закон е дел од ред барања што ги имаме од Европска унија да го спроведеме, исто така и овој закон го спроведевме и го донесовме на сила. Надзорот на комисија и покрај тоа што има направени контроли јасно покажува дека има одредени позитивни поместувања на овој закон, но покажува дека примената не е целосна. Треба време за да се имплементира целосно овој закон. Дел од трговците формално ги осогласија договорите, меѓутоа и понатаму се утврдуваат појави од недозволени трговски практики. Законот опфаќа 2538 прехранбени производи и каде што се утврдува со 28 практики, нефер практики, со ограничување на рабат од 10% меѓу продавачите и добавувачите. Комисијата за заштита на конкуренција е на терен, ги контролира секојдневно, има оформено над 30 предмети, каде што има запишано околу 150.000 евра казна за овие предмети што ги има најдено, нели знаете, тоа беше исподелено за јавноста каде што имаше фатено 4 најголеми трговци што имаат направено картел меѓу себе, договорени за да ги зголемат цените. И исто така и една стопанска комора каде што овие се веќе се казнени и цениме дека казните за овие вакви однесување на трговците не се големи, туку се мали, затоа ќе имаме измени во наредниот период во законот да се зголемат за 10 пати повеќе вредноста на казната во однос на сите тие трговци што не го почитуваат закона за нефер трговски практики, поради тоа што посветено работиме да обезбедиме животен стандард за граѓаните, односно не може повеќе во нареден период трговците да добијат во грбот на граѓаните. Се размислува во казнената политика да се воведе и казна за добавувачите, поради тоа што досега оние не се опфатени, но наместо да ги пријавуваат сите тие трговци што им прават притисок, оние за да паднат врз тој притисок и на некој начин се договарат меѓу себе да ја зголемат рабатот. Во наредниот период ќе направиме измени на законот каде што ќе ги
доставиме и добавувачите за да бидат и оние опфатени во законот, се со цел да им излеземе на пресред на граѓаните за да не добијат зинџирот на снабдување, да речеме, од добавувачите, трговците и нели производителите да не добијат во горбот на граѓаните. А кога, дали овие измени ќе бидат значи заедно зголемувањето на казните и вметнување и на добавувачите? Така, тие Да, измени заедно, ќе кога одат ќе како да, пакет. А кога од прилика тоа може да се очекува? прво ќе почнеме во владина процедура, ќе почнеме Ама овие кој измени. период, да речеме сега? Па од месец март претпоставувам дека ќе почнат овие измени. Прво ќе оствариме состанок, нели, со сите, со дистрибутерите, трговците, производителите, прво да ги известуваме, да знаат што ќе се соочуваат во наредниот период. После ќе го доставиме како процедура, нели, предлог измени во владина процедура, па после ќе одиме во собрание. Пред да стигне да се усвои овој закон или да биде на сила, да бидат на сила овие измени, може да имаме и некоја јавна дебата за да се приклучат сите оние засегнати страни што ги опфаќа законот. А дали измените може да се очекуваат летово, пример, или од септември, или зашо ова ќе потрае процесот некако? Нема да потрае многу, ќе потрае толку колку што ќе земат административните процедури да течат. Нели, како оди процедурата? Прво оди со предлогот во комисија, нели, оди во генерален секретаријат, како се води процедурата, колку ќе трае административните процедури, колку време ќе земат, толку ќе земе процесот на измените на овој закон конкретно. Добро. Сега исто би ве прашала и во врска со новиот закон против пушењето, значи министерот Алиу излезе минатата недела на пресконференција, кажа дека ќе има некои, како да речам, олеснувања или отстапки, нели? Сега може ли да ми кажете околу тоа кога ќе стапи во сила и дали ќе има и уште нешто дополнително што ќе биде вид олеснување за угостителите? Да, значи тоа што го соопшти министерот Алиу, прифатено е одложување на примената на законот за пушење на отворени тераси од 3 страни, поради тоа што за да им се остави време на собствениците на локалите да можат да ја направат инфраструктурата, да ги приспособат кон барањето на законот. Значи, една година ќе имаме одложување на законот во однос на ова ставка за отворени тераси да има на 3 страни. Во однос на електронските цигари, тие ќе бидат забранети во користење и во затворени простори. Процесот за забелешки во тој закон е веќе завршен и работните групи има консултанции има состаноци со стручните лица, со сите стейкхолдери што ги имаме во државата. Исто така имавме неколку состаноци со производителите, потрошувачите, но исто така и со компаниите што се бават со ова дејност, ресторанти, кафудини и така натаму. Значи имавме состаноци, дефинитивно имаше забелешки кои беа прифатени, како ова што го кажав сега, и имаше забелешки од една страна кои не беа прифатени и се водиме на спроведување на законот. Најавивте сузбивање, да речем, интензивно на сивата економија, колку е фактички тоа можно, колку реално може да се спроведи и освен законот, нели што го презентираше владата и веќе мислам дека е донесен од 1 јануари 2026 за работно ангажирани лица, може да го даде тој резултат и што дополнително плюс, значи ќе се прави во оваа насока. Да. Мора да бидеме искрени, значи за дел од работниците непријавената работа не е опција, туку е нужност. Поради тоа што тие прифаќаат работа под било какви услови за да обезбедат основна екзистенција. Имаме, од друга страна, имаме субјекти што свесно избегнуваат плаќање на даноци и придонеси, каде што се создава нелојална конкуренција. Сивата економија директно ги подкопува владењето на правото, ги намалува јавните приходи, нели прави штета на државата и го загрозува правата на работниците. Немат, нели, придонеси плаќани здравствено и така натаму. Истовремено
ги става во неповолна позиција сите тие компании што ги плаќаат предонесите, што работат легално, што вработените ги имаат пријавени во Агенција за вработување. Прво, одивме со две постапки. Првото е да не одиме со репресија. Тоа ние како втора опција. Првата опција е, знаете дека ова година најавивме дека ќе направиме еден оперативен план каде што обезбедивме 40 милиони евра, значи најголем буџет до сега за вакви оперативни планови, каде што ќе може да се само вработуваат многу луѓе и сите тие што работат вакви дејности, да речеме, да може да земат и поддршка од овој оперативен план и на некој начин да го формализираат својот собствен бизнис или ако имаат вработени во неговата компанија, поради тоа што има многу мерки таму во овој оперативен план. Има мерки и за вработување, дополнително вработување, да се поддржува фирмата до 4 или до 5.000 евра. Второ, го донесовме Законот за работно ангажирање во тие дејности каде што сивата економија е најизразена. Во земјоделство, рибарство, шумарство, угостителство, значи да може да работат и тие што земат социјална помош, да може да работат и тие пензионерите, да може да работат и студентите и да не ги губат веќе стегнатите права што ги има порано, каде што има возможува олеснува пристапот до сите граѓани да може да бидат вработени не повеќе од 6 месеци во текот на едната година. Трето, од 1 јануари знаете дека почнуваме со примената на Закон за финансиска поддршка на инвестициите, каде што ќе ги стимулираме компаниите да вложуваат, да инвестираат, да вработуваат луѓе, пошто ќе земат фидбек од тоа, односно ќе земат придобивки, ќе земат финансиска поддршка од страна на владата, односно по конкретно Министерството за економија и труд. Второ, одиме со контроли, го зголемивме бројот на контролите. Во 2025 година имаме зголемена контрола кај Државен пазарен инспекторијат за 15%, а кај Трудовиот инспекторијат за 20%. Овие контроли ќе ги зајагнеме уште повеќе, ќе одиме со поголем број на контроли и во 2026 година. Сите тие што не ја почитуваат законот, односно работат на сива економија, сите тие ќе бидат казнети во рамки на закон. Министре, ви благодарам многу за времето што го одвоивте и за овој разговор за ние. Фала ви многу, фала за поканата. Секогаш кога ќе ме поканите ќе бидам присутен за вас. Благодарам.